Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детроит. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив во следните 70 на минути. Македонскиот јазик ќе се изучува на факултет во Кина. Интересот е голем. Досега се пријавиле 200 студенти. 300.000 термини се издадени за лични документи. За да се забрза процесот, Тошковски најави почесто прочистување на листите. Општина Ресен го усвои локалниот акцијски план за управување со отпад. Во Битола организирана поворка на живите и сеќавање на Холокаустот на евреите. Со неподигнат смет го попречувале сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе пријава за Тетовското комунално предпријатие. Дел од жителите кај реката Пена во Тетово преку медиумите побараа државните установи да ги остранат исечените дрва. Набавка на цистерна само за чистење на улици најави градоначалникот на Тетово Билјал Касами. А емисијата ќе ја почнеме со обраќањето на поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан на форумот Како да го заштитиме македонскиот идентитет. На форумот Како да го заштитиме македонскиот идентитет, организиран од Универзитетот Скопје, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан рече дека не е ново негирањето на правото на постоење и одземање на историјата и културата, затоа што народот и црквата, рече тој, одамна се научени на тоа. Но нов елемент и далеку позастрашувачко е тоа што во последниот период не само што сме негирани од надвор, туку сами се самонегираме, само одрекувајќи се од столбовите на нашиот идентитет. Тажно е кога волкот ќе ги нападне овците, но уште пострашно и потажно е кога нив ќе ги нападне шарпланинецот, кога ќе се оволчи оној чија улога е да ги заштитува паствата од волците. И тажно беше кога однадвор други не негираа, застапувајќи ги своите интереси, но неспоредливо потажно е кога самите однатре се негираме, застапувајќи туѓи интереси како свој, рече архиепископот, додавајќи дека има некои македонци со антимакедонски постапки, кои или се за лична корист или во служба на туѓи интереси и се подготвени и волни да отстапуваат од македонската историја и македонскиот јазик. Тој порача дека се излажале главните идеолози на таквите обиди на кои нашите им слугуваат, кои мислат дека нашиот идентитет е како кула од карти која ќе се урне ако се повлече една, затоа што, рече, македонскиот народ е пиреј, трава што не умира и ништо не ја ништи. Според него, само одржувајќи го христијанскиот идентитет македонскиот народ, ќе го зачува македонскиот библиски, јазичен, културен и историски идентитет. Уште Стариот Завет не учи да ги почитуваме нашите татковци и мајки, а ако ја почитуваме таа заповед, тогаш треба да ги почитуваме нашите прадедовци и прабаби по род кои се вложија во градењето на нашата историја и култура, нашата црква и држава. Доколку останеме верни на прадедовската вера, доколку останеме обличени во Христа, тогаш ќе градиме и општество на здрави луѓе кои ќе имаат љубов и одговорност кон својата татковина и кон својот народ. Така меѓу нас ќе нема веќе кафеави сахиби и оволчени шарпланинци. Личности кои, почитувајќи ги и туѓата историја, јазик, вера и култура, по никаква цена не ќе ги раздаваат и продаваат своите. За оние кои што тоа досега го правиле, го просиме Бога да им прости, оти не знаат што прават, рече поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Оганда го гори, тој што ке ми избори, да
да те оставам, Македонијо. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да те отепува, Македонијо, Македонијо. Жива да си, Македонијо. Да го гори, тој што ке ми избори, да те оставам, Македонијо. Кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Гоце Делчев питугули, да ме груе в Сандански, Македонијо, Македонијо. Жива да си, Македонијо. Слушајте, македонци, чувајте го името. Слушајте, македонки, чувајте го името. Македонско наше име, не даваме да загине, Македонијо, Македонијо. Македонијо. Во Кинескиот универзитет за економија и право се воведе изборен предмет по македонски јазик и култура со цел студентите да се запознаат со богатата култура, јазикот, традициите и со културното наследство на Македонија. Досега се пријавиле 200 студенти. На свечената промоција на новиот изборен предмет, кинескиот амбасадор во Македонија, Џанг Зуо, и амбасадорот на Македонија во Кина, Сашко Насев, на 26 февруари има обраќање преку видеоврска. Амбасадорот Џанг Зуо рече дека се надеваат и студентите ќе учат за јазикот и за културата на Македонија, промовирајќи ги заедничките вредности на мирот, правдата, демократијата и на слободата на целото човештво. Амбасадорот Насев во своето обраќање ја истакна важноста на македонскиот јазик. Тој додаде дека македонската култура има многу репрезентативни и посебни народни обичаи, како и нематеријално културно наследство. Тој го пофали интересот на учениците за македонскиот јазик и култура и ги охрабри да учат посветено. Насев се надева дека кинеските студенти ќе имаат можност да ја посетат Македонија. Кинеските студенти преку овој курс ќе стекнат подлабоко разбирање за основите на македонскиот јазик, граматика, вокабуларот и разговорните вештини,
како и запознавање со македонските обичаи, традиции и уметнички манифестации. Професорката Фросина Витковска од Факултетот за странски јазици го предава предметот македонски јазик и култура. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски од Куманово, каде што започна пилот проектот Земи бројче, рече дека досега се закажани 300.000 термини за издавање на лични документи. Тој посочи дека постојано се прочистуваат листите за од тие кои предвреме завршиле работа, а имале термин, истиот да се префарли кај други граѓани. Врз принцип на правичност гледаме да го истуркаме овој процес. Бројката на термини луѓе кои треба да пристапат во наредниот период се 300.000 со закажани термини. Кога станува збор за 300.000 термини, малку е тешко да се справиме на најправичен и праведен начин. Даваме максимален придонес од наша страна и гледаме да е праведно. Сега почнавме во рок од една недела да ги расчистуваме листите со термини. За сите оние кои имаат веќе завршено работа или се предумислиле и одредовна отишле во итна постапка за друг да ги добие термините. Министерот вели дека ќе се бараат начини листите да се прочистуваат на дневно ниво. Тој истакна дека претходниот систем по принципот прв дојден прв услужен во Скопје се покажал како хаотичен затоа што имате 2,1 милиони лични документи кои треба да се издадат. Она што сега се обидуваме да го направиме како решение е на еден достоинствен начин во рамките на системот да се обидеме да го регулираме процесот и да сториме се што е можно за обезбедување на документите, изјави Тошковски.
Тошковски информира дека Министерството за внатрешни работи размислува да воведе систем за проверка на готовите лични карти во Скопје, како и испраќање на СМС пораки, како што е случајот со патните исправи. За времето потребно за имплементација, министерот вели дека се уште не може да каже точно кога ќе профункционира и најави дека ќе се произнесе дополнително. Sestri Makedonci. Durot iskona, narod izmačen, sekade po svetu rasen. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Sonce to naše nadaleku gre, pe od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri Makedonci. Bože, slušnija našta molitva, čuvaj nja
sestri Makedonci. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Bojana bila, mamo, tak sana, zbor
Општина Ресен го усвои локалниот акцијски план за управување со отпад, со што се обезбедува континуиран, осмислен и инклузивен пристап во спроведување на политиките за економски, социјален, урбан и демократски развој на локално ниво во наредниот 2-годишен период. Планот вклучува подобрување на инфраструктурата за управување со отпад, инвестиции во изградба и модернизација на отпадни депонии, изградба на преработувачки центри, инфраструктура за собирање и третман на отпадот, како и воведување на напредни технологии за управување со отпад. Подигнување на свеста и едукација, кампањи за подигање на свеста на граѓаните за значењето на одржливо управување со отпадот, како и образовни програми во училиштата и заедницата за промовирање на одржливи практики за управување со отпад. Редукција на отпадот и преработка, мерки за намалување на производството на отпад преку промени во потрошувачките навики, рециклирање и преработка на отпадот, како и поддршка на локалните предпријатија за иновации во областа на преработката и рециклирањето. Активно вклучување на граѓаните, невладините организации, предпријатијата и други заинтересирани страни во процесот на управување со отпадот преку консултации, партнерство и соработка. Промоција и спроведување на законските и регулаторни барања за управување со отпадот, како и надзор и контрола над нивното спроведување. Во овој плански период, се вели од општина Ресен, ќе создадеме економски посилна, развојно ориентирана и инклузивна општина, способна да обезбеди сеопфатен, иновативен и одржлив локален раст, брз развој и квалитетен живот за сите. Локалниот акцијски план го подготви работна група составена од членови на општинската администрација и јавното комунално предпријатие на општина Ресен, со поддршка од Solar International и Светската агенција за меѓународен развој. Čekame, sada dojde denot nije da se sememe i dojde ni ogreja, radost donese, srca naši denes nije ke kruni same. Side neka peja, side neka igrat, neka se opijat, makva sada nikoj do svega ne pravil, neka ja zabavna. Žvaka slavam, jedna žvaka prava, parija snežan. Sega samo dajte, tu glede, ajde, naš jas živeam. Svirači da ne prestanat, da ni sviraturi gosti nese iz mora. Side neka peja, side neka igrat, neka se opijat, makva sada nikoj do svega ne pravil, neka ja zabatat. Jedna žvaka slavam, jedna žvaka pravam, parija snežan. Sega samo dajte, tu glede, ajde, naš jas živeam.
jaz živeam, еднаш jaz živeam. Дел од жителите од Тетово кои живеат во близина на реката Пена, каде се исекоа десетици дрва, преку медиумите побараа надлежните установи за шуми да интервенираат и да ги тргнат исечените стебла. Стравот од поплави поради останување на исечените дрвја е причина за нивната реакција. Бараме шумското стопанство да ги расчисти дрвата од коритото, бидејќи тие беа оние кои реагираа. Директно бараме да се исчисти коритото од тој кој има надлежност да го направи тоа, за да си ја заврши работата без никаква друга цел, велат тетовчани. Со задоволство ја дочекавме акцијата која почна да се превзема, бидејќи живееме во горниот дел од градот. Порано немаше вакви акции, некогаш имаше отстранување на камења и карпи. Не гледам дека дрвјата надвор од коритото се исечени, но во реката знаеме дека коритото треба секогаш да биде слободно, посочуваат луѓето од тој дел на Тетово. Во неделата неколку десетици дрвја со различна големина беа исечени во коритото и долж реката Пена во правец кон местноста Бањиче, во акција за која општината вели дека е за расчистување на речниот правец и со превентивна цел за да се спречат поплави. Акцијата беше прекината откако реагирале од јавното претпријатие Национални шуми. Pa se seti majka i si zaplaka. Slušni me majko stara, toj druga neke vara, v tugi na koga pojde, reče skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka. Site pečal bari, ej zapusti pari, nikoj ne se vratil, ne se oženi. Slušni me majko stara, toj druga neke vara, v tugi na koga pojde, reče skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka.
već skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Општина Битола, еврејската заедница во Република Македонија и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија со поворка на живите, што се одржа од еврејското мало до железничката станица, одбележаа 81 година од Холокаустот на битолските евреи. Комеморативната програма почна со оддавање почит пред споменикот на депортираните евреи од Битола, на народната хероина Естреја Овардија Мора, каде цвеќе положија градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, амбасадорката на Германија во земјава Петра Дрекслер и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, пратеничките Олга Лозановска, Силвана Ангелеска и Маријана Кочовска. Битола е културен и историски центар, но и град страдалник. Така и по овој повод, 81 година по депортацијата на битолските евреи, над 3000 евреи од вкупната бројка на 7144 на ниво на Република Македонија. Овде сме заедно со представниците на еврејската заедница, со амбасадорката на Германија, со дел од дипломатскиот кор и сите оние кои сакаат да одадат почит на овој трагичен ден, на овој трагичен настан. Целта е да паметиме, но и да не забораваме, да не се повторат ваквите тажни моменти, а ние како Битола и битолчани секогаш ќе го носиме споменот на нашите сограѓани, ќе го чуваме во нашата меморија, изјави градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. Во Битола пристигнаа повеќе гости од Израел, од еврејската заедница во Македонија, организации, студенти и ученици кои положија цвеќе на еврејските гробишта во градот. Денеска е ден кога се сеќаваме на едно многу тешко време, кога најголемиот дел од нашите предци беа собрани и однесени од бугарскиот фашистички окупатор и никој не преживеа. Една мала група успеа да преживее, за жал и тие од Битола гравитираа во Скопје, така што во Битола имаше доскоро многу малку, односно еден, а сега уште еден представник на евреите. Град во кој со љубов се сеќаваме за приказните кои ги слушавме, за убавиот соживот, за убавото другарство, пријателство, соработка во чаршијата, со комшиите, пријателите, колегите. За жал, времето во кое треба да се подсетиме дека во светот се уште постојат вакви лоши моменти и лоши чувства и да ја пренесеме таа порака дека ова не смее никако да се повтори, рече Здравко Шами, поранешен председател на еврејската заедница во Македонија, а сега представник на македонската еврејска диаспора. Што груби дењено ке силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Кај што бие таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Тетовскиот градоначалник Билјал Касами беше дел од кампањата за подигнување на еколошката свест и одговорност кон животната средина и најави дека ќе се набави цистерна само за миење на улиците со цел да се избегне сегашната состојба градските улици да бидат полни со прашина, кал и земја. Кампањата која општина Тетово ја започна на 1 март продолжува со активности кои ги организираше Основното училиште на Инфрашери. Ситуацијата во која моментално се наоѓаме е противпожарната единица да прави миење на улиците по некоја програма, но исто така сме во фаза на набавка на нов камион цистерна за чистење на улиците. Во договор со јавното комунално предпријатие има програма секој ден во текот на неделата да се исчистат улиците и барем еднаш неделно секоја улица во градот да биде измиена. Во тој дел се работи и се надеваме дека што побрзо ќе го добиеме тој камион и ќе имаме редовно миење на улиците. Сега работиме само интервентно со механизација која ја има кај пожарникарите, најави Касами. Со делење летоци, учесниците од основните училишта учествуваат во кампањата на одделението за образование при секторот за јавна дејност и Општинскиот инспекторат, одделение за комунални дејности и животна средина. Во кампањата за подигнување на еколошката свест и одговорност кон животната средина, во претходните акции беа делени летоци само на албански јазик, а сега според Касами има и на македонски и најверојатно ќе се прават и на турски јазик. Ден јас да не помислам кај сум што сум, со што јасна пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не опсујам. Судба клета, зошто окупат јас прелетав. Очи има, фама не гледа. Земјава ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија.
Македонија. Ovde na duša, što mi leži сега, znam ja соти каменот. Дома тежи торкалет со сол на солете. Знајте сите кај да ојте да се вратите. И за дома да не патите. Нема на земјава пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Маркетинг, сонце од твоите руси, коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Тетовската полиција информира дека е поднесена пријава за градското комунално предпријатие затоа што не подигнале смет оставен на улици и со тоа предизвикале пречки во сообраќајот. Поднесокот е согласно член 12 од Законот за безбедност на сообраќај на патиштата за неподигнат смет од јавни сообраќајни површини оставени на самиот коловоз. Вакви поднесоци ќе се изготвуваат и во наредниот период со цел да се овозможи нормален сообраќаен проток низ градските улици и да се придонесе за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот, а посебно на пешаците. Глобите за непочитување на оваа законска одредба се движат од 100 до 1000, односно до 10.000 евра, зависно од тоа дали е физичко или правно лице и плюс 500 евра за одговорното лице на правниот субјект, информираше Маријан Јосифовски, портпарол на секторот за внатрешни работи Тетово. Од СВР Тетово со апел граѓаните да не ги оставаат отпадоците каде ќе стигнат и надвор од контейнерите и другите садови за таа намена, а предпријатијата редовно да го подигнуваат сметот и да не дозволат создавање на купишта со расфрлани отпадоци. Неретко купишта отпадоци или неправилно поставени контейнери го попречуваат нормалното и безбедно движење на возилата и пешаците пред се на некои потесни места и предизвикуваат застој во одвивањето на сообраќајот, потенцира Јосифовски. На граѓаните и предпријатијата им се препорачува целосно и безусловно да се придржуваат на Законот за јавна чистота и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Pratib da te posvršam, strojnik ja si pratib da te posvršam. Amanet ostana od pamti vek, greh bilo boj se saka da ne se zeme. Amanet ostana od pamti vek, greh bilo boj se saka da ne se zeme. Tatko ne te dade, beše malečka, kasmet si mi bila, dojde pegalka. Kasmet si mi bila, dojde pegalka. Amanet ostana od pamti vek, greh
И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А за крај, во катчето за најмладите, приказната Волкот и еленот. Ви посакувам пријатен ден. Волкот и еленот. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа, ами само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал: "Како ти се случило ова?" "Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене." "Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам," се посомневал еленот. "Барем обиди се," замолил волкот. "Во ред, можам да пробам," се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. "Ама сум силен," се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал: "Стој, каде одиш?" "Каде?" прашал еленот. "Унаму каде што тргнав." "Да не си мрднал," свикал волкот. "Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен." "Ајде де, а зарем не те спасив од смрт?" прашал еленот. "Тоа нема никаква врска," одговорил волкот. "Нели ти е срам?" "Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот." Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш еленот предложил: "Ајде некој нека ни пресуди, па да видиме кој има право." Волкот се израдувал: "Во ред, се согласувам." Потоа волкот си помислил: "Па можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог." Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. "Не знам што да правам со вас," им рекол тој. "Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа." Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: "Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш." "И тоа како можам?" се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: "Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш." "И тоа како можам?" се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: "Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било." Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква.
раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.